Уште 6 дена до крајот на месецот, а лекови на рецепт речиси нема во аптеките. Граѓаните мака, мачат и се жалат дека секој месец се соочуваат со недостатокот на лекови. Како што велат, се принудени да одат во различни аптеки, се со цел да си ја набават соодветната терапија. Најчестиот одговор кој го добиваат внатре е лекот го има, ама само на приватно. Најчесто ги нема. Сега патам од Паркинсова болест и лековите ги нема. Баш се ги идам од невролог. И нема никаде такви лекови. Вака да ги земам со пари ги има, а со рецепта нема квота. Па нема на рецепта. Нема? Многу ретко. Нема сега на рецепта, што ќе зема? Нема. Први, втори, трети, до пети прикусила. После нема ништо на рецепта. Што би било кој ги побарате? Купи си на приват. И си изиме на приват. Сега идем од амбуланта, холтер апарат ми става и така. Често се случува тоа да ги нема? Не баш често, ама случува се. Проблемот со квотите во аптеките и немањето на лекови после 10 во месецот трае веќе втора година. Новата прераспределба на квотите, со што Фондот за здравство скрати од големите и даде повеќе пари на помалите аптеки, не го реши горливиот проблем на осигурениците. Алфа побара став од Фондот за здравствено осигурување, но до почетокот на вестите не добивме одговор. Овој проблем е присутен поради долгогодишниот застој и непроширувањето на позитивната листа на лекови, поради што здравствените власти инициираа и законски измени. Предлог Законот за здравствено осигурување предвидува една комисија, составена од 17 наместо како досега 14 членови, да ја утврдува и проширува позитивната листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување. Додека надлежните преговараат, граѓаните ќе мора да ги трпат последиците и да шетаат од аптека во аптека за да си ја бараат соодветната терапија.